денеска на 12.6. се спроведе гласање за избор на ректор на сите 15 единици на Универзитет Гоце Делчев, тоа се 12 факултети и 3 академии. Гласањето се спроведе од 12 до 14 часот. Во врска со пријавениот кандидат професор доктор Дејан Мираковски, констатираме дека за гласале 294, односно има 294 гласа, против гласале 11, не гласале 26 и има неважички 5 ливчиња. Така да можеме да констатираме дека кандидатот професор доктор Дејан Мираковски е избран повторно избран за ректор на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Најпрво би сакал да се заблагодарам за довербата, да се заблагодарам на целата академска заедница на Универзитетот Гоце Делчев, на колегите професори, на нашите студенти за поддршката која што ми ја дадоа повторно. Ова е не само голема чест, туку и голема одговорност да продолжиме на начинот на кој што работевме во минатите 3 години и се надевам дека заедно ќе ги оствариме сите зацртани цели. Инаку во минатите 3 години сметам дека дадовме една нова динамика на универзитетот. Универзитетот стана една поотворена институција, поинклузивна институција, многу повеќе поврзана и со институциите на локално, но и на државно ниво. Успеавме, верувам, да постигнеме значаен напредок пред се во област во подобрување на условите за научни истражувања и поддршка на нашите истражувачи, подобри услови за студирање, поддршка на нашите студенти. И за мене лично еден од најважните проекти е поврзувањето на нашиот универзитет како равноправен член на Европската универзитетска алијанса ACE2EU, која што верувам во наредниот период ќе ги даде резултатите, односно ќе отвори една сосема нова динамика и развој на универзитетот, на целата наша заедница, и верувам дека европски квалитет на студирање и европска диплома дома е тоа што ќе го направи нашиот универзитет и привлечен не само за децата од нашата, за идните студенти од нашата земја, верувам и на регионално ниво ќе има одредено влијание, бидејќи сепак условите за студирање дома се малку поразлични од тоа, независно колку се добри институциите во странство. Сигурен сум дека поместувањето кон оваа Европска алијанса, поддршката која што сега ја имаме од други 9 европски од други 8 заедно со нашиот 9 универзитети, ресурсите кои ни се на располагање, па во крајна линија и пријателите кои што ги стекнуваме во рамките на оваа алијанса, се тоа што ќе го направи, ќе го обележи наредниот период.